Благодарам. Почитувана јавност, почитувана председателка на комисијата, денеска сме сведоци на едно дрско однесување на представник од владата, заменик министерка за правда, и на вашата немање реакција за таквиот однос кон пратениците од опозицијата. Не е обврска и работа да заменик министерка биде евидентичар во ова собрание и да кажува дали сме биле присутни на седница или не сме биле присутни. Ваша работа е да дадете одговор на сите овие прашања што ние ги поставуваме, затоа што собранието ја бира владата. И во име на тоа што вие како председателка на комисија воспоставувате на нова пракса да немаме право на процедурално како членови и заменици на оваа комисија, го кажувам ова. Зошто во ловот во матно и со овој закон и со законите што праѓаат овие неколку недели во собраниево, се изгубивте самите себе. Под плаштот на истакнат правник би требало заменик министерката за правда да каже дали оваа дрскост и храброст ја црпи од тоа што незиниот татко, пензиониран судија, долги години председател на судот во Кичево е всушност член на комисијата за помилување кај Пендаровски, што е всушност своевремено непотизам и конфликт на интереси, бидејќи се даваат предлози за помилување на осуденици. Дали под истакнат правник овдека, всушност истакнати правници од оваа комисија, за жал си ја побија власта самите. Затоа што колешката Калевска Ванчева вака кажа: законот нема содржина која што се транспонира или се усогласува со ЕУ легислатива. Па зошто вие тогаш европското знаменце да ве праша? Го злоупотребувате европското знаме, го искинавте до злоупотреба. Понатаму, значи, дали со предлогов овој, кој што знаете како во 2019 тука бевме во истава сала, кога на фанфари го најавувавте законот за суди и за јавни обвинители, велевте дека е клучен закон за да се средат состојбите во судството. Дали ги средивте состојбите во судството од 2019? Дали ќе се зголеми објективноста, бидејќи моите колеги укажуваа на забелешки на законот, дека писмениот и усмениот дел ќе се полагаат пред приемна комисија и да имаат учество 50% во вкупната оценка за кандидатот, што е преголемо субјективно влијание и дискреционо овластување врз оценката на кандидатот. Дали ќе се зголеми објективноста со оваа постапка? Судството се урниса поради субјективно влијание. И сега, самиот факт што во приемната комисија и програмскиот совет ќе членува лице лично номинирано од страна на министерот за правда при полагање на писмениот усмениот дел од испитот, ќе значи директно партиско влијание на министерот за правда и негово дискреционо овластување во оценувањето на кандидатите, а со тоа и во изборот на судии и јавни обвинители. Јас искрено, како долги години пратеник, и не очекувам да прифатите ниту еден амандман од страна на опозицијата, бидејќи до сега покажавте дека немате слух ниту за забелешки од експерти, и во 2019 година оваа сала беше преполна од правни експерти, адвокати, судии, јавни обвинители. Ништо не прифативте од таа јавна дебата. И овој закон повторно требаше да иде на јавна дебата, и повторно ќе завршеше исто како во 2019. Не прифативте ниту една забелешка и јас за тоа не очекувам дека ќе прифатите пак од нас забелешка. Кога правниците од фелата, неистакнатите правници овдека под плаштот на истакнат правник, што не протнавте како промена во ова собрание, неистакнати правници со искуство докажани правници ви кажаа дека не чини законот. И затоа не се подобрени состојбите во судството. Замислете, повеќе од 4 години СДСМ и ДУИ го поднесуваат истиот предлог на закон и со европско знаменце. Иако кажав, нема никакво усогласување, бидејќи не постои ниту еден извор на европското право кој што ја уредува ова материја. Иако Академијата за суди и јавни обвинители е најважна кога станува збор за квалитетно и независно судство, од каде ќе произлегуваат навистина квалитетни кадри кои ќе бидат суди и јавни обвинители, но тоа не е можно само кога би живееле во правна држава, каде што вистински ќе владее правото, судството ќе биде независно, без нарачани пресуди, двојни аршини и така натаму. Тоа е мисловна именка за жал за оваа држава.
Фактот дека оваа академија треба да биде единствена влезна точка за да се стане судија или обвинител, но исто така е факт дека законот кој е во сила треба да се доуреди и има потреба од до прецизирање на некои одредби. Сите правни норми и демократски вредности во целина треба да бидат застапени во овој закон. Објективноста при спроведување на приемните и завршните испити, формирањето на органите на управување на академијата мора да бидат на ниво на кое нема да може политички да се интервенира и да се избираат кандидати по налог на СДСМ и ДУИ. Овој предлог закон се базира повеќе на субјективен елемент при спроведување на испитите и оценување на истите. Наместо да се воведе мерит систем, да се организираат квалитетни јавни дебати, да се формираат стручни тимови во соработка со европските институции, да се консултира Венецијанската комисија со цел да се донесе целосно подобар закон кој нема да може да се злоупотребува. Како што кажа, во искуството во 2019 година се поднесе истиот закон со европско знаме, со низа забелешки од експертската фела, но ништо не се постигна со тоа. Предлог на законот треба да е во насока на подобрување на системот за прием на слушатели во Академијата за суди и јавни обвинители, но проблем е што наместо поголема објективност во спроведувањето на испитите, тие додава дополнителна доза на субјективност на испитните комисии кои би можеле да влијаат врз крајниот резултат. Законот во сила нуди 3 дена рок за приговор, а предлогот е утврден само 1 ден за приговор, што е надвор од секоја правна логика. Зошто само 4% од граѓаните имаат доверба во правосудството, што покажува последната анкета на ИРИ? Тоа е поради низа афери што се случува. Знаете како полаган правосуден без диплома, отворени постапки, па веднаш експресно затворени пред Државната комисија за спречување корупција. Тука е логично и легитимно прашањето, сигурна сум дека ви го поставувале многу пати, зошто ви поднесе оставка Павлина Црвенковска, која беше председателка на судски совет, така преку ноќ донесена, ненајавена, ненадејна, дури за незините колеги од судскиот совет, ги затекна и медиумите и целата јавност, кој при што освен цитирање на незината писмена изјава дека се повлекува поради медиумска хајка, инспирирана од судски бизнис групации, немаше ништо друго. Потоа ја наследи наследи Весна Дамева, која што беше кадар избран од партискиот фотоалбум на СДС. Без ден искуство како судија, таа прво беше избрана за член, а сега дојде до позиција председател на совет, па потоа беше разрешена брутално и така натаму, и видовме како заврши. Потоа скандалозниот избор на на републички јавен обвинител, со што потоа беше избрана па неговата жена за обвинител, и не само експертите од правната фела, туку и наши стратешки партнери, тоа се Соединетите Американски држави, ви кажаа дека се зачудени, се збунети, дека се згранети буквално од изборите на јавни обвинители што ги имаме во државата, при еден куп фрлени пари дадени од нивна страна за обучување на суди и јавни обвинители. При тоа сме сведоци за збунетост на Ковачевски, кој што бара сакаше да биде Љубомир Јовевски да биде уставен судија, па неговата вице-премиерка во неговиот кабинет Славица Гркова се побуни против и така натаму. Како да сте во различна влада, како да сте во една различна држава, немате консолидација во редовите, тоа на очиглед на јавноста се случува. И многу е логично прашањето, уште колку сопруги и сопрузи на ваши партиски послушници треба да станат суди и обвинители преку ноќ? Едноставно е, кажете им на јавноста, затоа што кажете им дека во овој закон за суди и за јавни обвинители фалат уште сликички имиња кои што треба да се вработат. И на крајот на мојот говор, иако имам уште многу да говорам за поразителните резултати во судството, всушност во овие денови е актуелна пресудата од Страсбург на Судот за човекови права за 27 април, која што е своевремено еден силен шамар за освестување за се што правевте до сега и какво е судството. Може само да разбере човек кој се движел низ тие ходници, но не како правник, адвокат, судија или јавен обвинител, туку како обвинет, што го говорам од мој лично искуство. И јас се надевам дека набрзо ќе имате можност да се соочите со тоа чувство, не го чувствувате ова како закана, чувствувате го како еден вид одговорност, бидејќи одговорност мора да има и ќе има. Благодарам.